Земјоделците да внимаваат при прскање на овошните дрвца. Во овој период, кога се врши зимско прскање на истите, тие треба да внимаваат на количините на бакари и инсектициди. Земјоделците препорачуваат голем број на инсектициди да не се мешаат со бакарни средства, за да не дојде до уништување на целото растение. Прскање во кое се употребуваат пред се фунгициди на база на бакар, а неминовно е, ако има една правилна мерка на предпазливост, да се искористи и употреба на дадени инсектициди. Меѓутоа мораме да го потенцираме податокот да сите оние земјоделски производители кои вршат заштита на база на бакар, на бакарни средства, а истовремено вршат употреба и на инсектициди, да внимаваат на тоа да голем број на инсектициди на голем број на инсектициди не се мешаат со бакарни средства, бидејќи може да се постигне негативен ефект, бидејќи може да се постигне негативен ефект затоа што доаѓа до спротивставени мерки, тоест емулзија, така наречена емулзија, и немаме никаков ефект ниту од фунгицидот, ниту од инсектицидот. За да имаат квалитетно производство, земјоделците велат дека производителите на овоше пред секое прскање мора да знаат кои фунгициди се мешаат со определени инсектициди. Мораме да кажеме, нашите земјоделски производители пред се на употребата мора да ги прочитат дадените упутства кој тип на фунгициди се мешаат со дадени типови на инсектициди и пред се, ако го почитуваат, да ја почитуваат оваа мерка, тогаш ќе има ефективна превентивна заштита на самите култури. Најповолен период за зимско прскање на овошните дрвца е периодот до 15 март, велат земјоделците.